Сведоци сме дека тежината, носителот на работите на јавните предпријатија во 99% од случаевите што јас ги познавам се директорите, односно менаџерите. Значи, кај нив е концентрирана, да не кажам 100%, ама ајде, 99% од моќта за управување со одредено јавно предпријатие. Тие менаџери, до сегашната пракса, не можам да се амнестирам и тоа што е било претходно, во моментот се 100% политички избрани кандидати. Значи, во ситуација кога концентрирате моќ 99% и кога тога ќе воведете политика, тогаш јасно ни станува дека се што е јавен интерес и се што управува државата со јавниот интерес е под силно влијание на политиката. Сега кога ќе ги видиме резултатите, да не зборам напамет, извадив една анализа и ја најдов, не знам сега да не цитирам извор, како работат јавните предпријатија. Работат со загуба, со исклучок на јавното предпријатие државни патишта, значи да бидеме јасно, не дека нешто посебно добро работа, тоа се патарините, само тие остваруваат профит и остварува профит државна лотарија на Македонија. Затоа што, нели, да бидам малку вулгарен, комарот секогаш е доходовна работа за тој што го организира коцкањето. И државата тоа го прави и добро е, во секој случај остварува профит. Сега, во оваа листа што имам јас, поголеми јавни предпријатија 30 во државата, 29 да бидам поточен, значи само 2 остваруваат позитивен резултат. Тоа е тоа што го имаме производ до сега, работењето на јавните предпријатија, да не ги набројувам. Сите се во загуба. Значи, ние немаме модел и јавните добра, а тука се шуми, тука се пасишта, тука се води, да ги управуваме онака што треба. Затоа што, според моје длабоко обредување, повторно ќе се вратам на почетната теза, моќта ја концентрираме во политиката, односно во менаџерот, односно директорот, 99%. Јавно со овој закон си признаваме дека управните и надзорните одбори може да се скратат. Бројот може да ги намалиме паушалите и дека дури немат никакво значење во целата приказна. Сосема е различна приказната на Запад. Борд на директори. Кога имат состанок, кога менаџерот, извршниот менаџер ќе иде, буквално се тресе што ќе се случи со него. Со еден мал потек го разрешуваат. Ни еден управен одбор, надзорен одбор нема разрешено менаџер без директива од политиката. Да бидеме на чисто, да бидеме до крај искрени. Значи, ние ставаме во управните и надзорните одбори луѓе кои дополнително само треба да во одредена ситуација, ако избега на политиката некој директор, да го разрешат. Се состануваат еднаш месечно, си го земат паушалот, телефонот, сите бенефиции кои следат и аминуваат се што ќе дојде. Аминуваат загуби. Овие доходовни предпријатија, патишта, патарини и лотарија ја покриваат загубата на останатите јавни предпријатија. Кога ќе направите, тука направили некоја анализа, што се планирани приходи, што се расходи, нула. Место патиштата од патарините додат за развој на инфраструктурата, а се сериозни пари. Да градиме нови патишта од самото користење на постоечките и да ги реконструираме старите, ние со тие пари и со парите од државна лотарија ги покриваме загубите на јавните предпријатија. И тоа не е малку, и тоа не е доволно. Може секој дневно да се начитате на надписи 100 милиона денара за македонски шуми, опростување на средства за пасишта, не знам, заглавени сме во управувањето со јавните предпријатија. Свесен сум дека малку бегам од темата. Меѓутоа, јавното добро
вака како што го менаџираме не е добро. Според мене, според мојот длабоко убедување, тежиштето на управувањето треба да бидат баш овие управни и надзорни одбори. Да бидат тоа врвни економисти, врвни правници, врвни познавачи на одредена област. Шуми, вода, пасишта, патишта, лотарија и така натаму и така натаму. И тие да контролираат, да управуваат со државниот капитал. Се уште немаме изградено систем да го управуваме јавното богатство. И што се доведуваме? Кога тоа ќе се повтори низа години, кога ќе се сменат влади и тие предпријатија ќе покажуваат осцилации, некогаш помали, некогаш поголеми успеси, генерално загуби, доваѓаме до ситуација да многу лесно политиката се дрзне и да каже јавните богатства не ни требаат. Ке го приватизираме и ова, и она, и она. Се доведовме во ситуации да на дневен ред поставуваме дали треба да ја приватизираме земјата во државата. Дали треба да ги приватизираме шумите? Дали треба да ги приватизираме дури и патарините? Тоа е проблем. Кога генерално политиката не може да излезе од тесните партиски интереси на управување и на вдумување на кадри, трупање на вработување, овие предпријатија не можат да издржат повише. Ствараме лоша слика за јавните добра и на крај краишта многу рационално некогаш се поставува прашањето па да ги оттугиме. После, кога доаѓаат кризи, се чудиме зашто не можеме да се справиме со кризите. Затоа што немаме јавни ресурси. Затоа што немаме јавно електростопанство кое ќе одговори на проблематиката на кризата. Ќе овозможи ефтина струја. Затоа ќе немаме утре ни земја, ќе немаме ни со што да го прехраниме народ. Ќе ви ја земе некој богат бизнисмен, ќе ви саде култури за енергија, ќе ја продаде енергијата на светски пазар, државата ќе добие што? Ништо, концесија. А што ќе биде со храната? Ќе ја немаме и ќе ја увезуваме. Не е проблем ни да увезувате храна. Во дадени моменти на светскиот пазар е многу поевтина. Меѓутоа, во даден момент на кризи, како што ни се случува сега со ковидот, снемува храна. Во дадени ситуации на војни, снемува храна. Државата мора да размислува за овие работи. Видете што ни се случи со енергетиката. Ги напуштивме родниците, забаталивме рек, увезуваме струја, 50 евра по мегават, се е окей. Сега, пореметување на пазарот на енергија, фирмите се изложени да купуваат 350 евра денес мегават час. Тоа е крах за македонското стопанство. Затоа што немаме добро јавно предпријатие РЕК. Затоа што таму тие управни надзорни одбори не си ја завршиле работата, не следеле дека ќе има енергетска криза, не следеле дека ќе има проблеми на пазарот со електрична енергија. Сега, пак на законот, дали со овој закон, дали со ограничување на примањата ќе ги примаме најдобрите бизнисмени. Секој сум ориентиран да се земат големи паушали, меѓутоа да се заработат. Меси дава голови, Роналдо дава голови, кој за кого навива. И се добро платени за таа работа. Јас сум да ги платиме многу повеќе членовите на управните одбори и надзорните одбори, но да си ја завршат работата. Во ситуација кога не си ја завршуваат работата, кога по дефолт подпишат што ќе им каже менаџерот и политиката, тогаш прашањето дали и треба да има управни надзорни одбори. Или само ги поставуваме како фасада на нешто да личе како органи на надзор и управување. Имаме сериозен проблем со јавните добра во државата. Се надевам дека со оваа дискусија малце ќе допринесам
сериозно да се позанимаваме со работата. Не можат овие јавни предпријатија да бидат загубари. Проблемот е лошото менаџирање и превработеноста, да бидеме на чисто. Треба да ја тргнеме политиката, треба да донесеме врвни менаџери, треба да направиме добри управни надзорни одбори,